Во пресрет на новогодишните празници, општина Куманово традиционално подарува пакетчиња на детското оделение, децата без родители, дневните центри за лица со попреченост и останати ранливи групи. Децата кои што се хоспитализирани на детскиот оддел, но и во дневната болница, денеска ги посетија председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска и представници на секторот за социјална и детска заштита заедно со Дедо Мраз. На моје задоволство сум на посета на детскиот оддел во болница во Куманово. Имаме околу 35 деца што ги посетивме. Им посакав заедно со Дедо Мраз и со сектор за труд, социјална и детска заштита подобро здравје и да не ја дочекат овдека новата година, да ги има помалку на овој оддел. Денеска продолжуваме заедно со секторот да делиме пакетчиња на деца без родители. Утре продолжуваме во порака наша, во глуви, наглуви, во оние ранливи категории што секогаш традиционално ги им доделуваме пакетчиња. Чест и задоволство нели како председателка на Совет, заедно со секторот, со советниците, да ги посетиме и да ги израдуваме сите дечиња во Куманово, вклучувајќи ги овие нели предвидени категории за кои што секогаш доделуваме средства. Креиране буџетот на општина Куманово има мало скратуваме, меѓутоа тоа ќе го знаете после седницата на Советот, има оправдани причини, се што е планирано ќе се докомплетира со ребаланс на буџет, имаме плани, имаме динамика, во секој случај она социјална подршка нема да изостане и оваа година, напротив планираме и подобрување на социјалните услуги. Општината и градоначалникот како и Советот на општината се наши традиционални партнери, помагаат многу на болницата. Проблемите на болницата не се само наши, туку се на цело Куманово, така да очекуваме во 2026 соработката и помошта од страна на општината и понатаму да продолжи. Во болницата во тек се работи за реновирање во секој оддел по една соба, па што толку ни дозволуваат и условите, нели не можеме комплетно да ги затвориме оделите. Од интерно до гинекологија, во тек е реновирање и варосување на простори на инфективно оделение. За 2026 се планираат поголеми зафати, оперативни, градежни активности со реновирање на неврологија, кујна, перална, отварање на нови амбуланти, физикална терапија во нови простори. Планот ни е богат доста, меѓутоа колку ќе ни дозволи фондот, ќе видиме. По преговорите сме сега, очекувам пред нова година да го добиеме и оперативниот буџет, па после ќе можеме да планираме што и како. Сакам да се заблагодарам на председателката на Советот на општината и на представниците од општината за оваа посета пред новогодишна и што донесоа барем малку радост и топлина на нашите дечиња и се надевам дека општината детското оделение, потребите на детското оделение ќе останат приоритет на општината, за тоа што здравјето на дечињата е наша најголема цел, а дечињата се нашата иднина. Ние сме тука секогаш на располагање на дечињата, на родителите и се надевам на што помалку посети пред новогодишно и во текот на новата година на детско оделение. Во моментот имаме хоспитализирани 35 дечиња. Повеќето се со температури, симптоми на настинка и грип и со компликации од истите респираторни вирози, бронхити и бронхопневмонија. Најмалото пациентче ни е на возраст од доенче 3 недели. 2 имаме потешко болни деца, едно е на кислородна терапија, другите се стабилни и се надевам дека во побрзо време пред нова година ќе си бидат во своите домови. Дневно прегледи сега од претходната недела, значи се зголемија бројот на прегледи, имаме околу 80 прегледи на дневно ниво. Совет за најмалите да не се изложуваат, значи да се избегнува, значи поголемо собирање на поголема група за најмалите, за пациентчиња, да се задржуваат на здрава храна, здрава исхрана, тоа. Доколку се настинати болни со симптоми на настинка, грип, температури, кашлица, да не посетуваат градинка, затоа што во моментот се актуелни респираторно инфекции, преносливи по капков пат, така да значи најбрзо ќе се шират во вакви колективи.
Дрекстел Мајер Македонија обезбеди пакети со храна како и новогодишни пакетчиња кои во соработката со локалната единица на Црвен крст во Куманово беа дистрибуирани до семејствата на кои им е најпотребно, и тоа дел во селата од Козјачкиот регион, еден дел во градот Куманово и еден дел во областа на Липково. Донацијата има за цел да им донесе олеснување на семејствата од социјален ризик, обезбедувајќи им пристап до основните прехранбени производи и истовремено да ги израдува најмалите со новогодишни пакетчиња. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода 15-годишно момче од Куманово, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, тој се сомничи дека од приватен имот во Куманово одзел повеќе предмети. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок, стои во соопштението. Куманово повеќе не се вројува меѓу најзагадените општини во државата, покажуваат податоците од мерните станици достапни на општинскиот сајт, информираше на последната пресконференција градоначалникот Максим Димитриевски. Во Куманово работат сите мерни станици, на општинскиот сајт можете да го проверите квалитетот на воздухот, и ако некаде пред 7-8 години Куманово беше помеѓу трите први најзагадени општини со PM2,5 и PM10 честички, денеска тоа не е случај со Куманово, освен во моменти на периодот на годината, тоа е зимскиот период, кога се користат огревно дрво и други материјали за затоплување на градот, но ние со нашите мерки кои што ги имавме и на краткорочен и на долгорочен план за спречување на загадувањето, а тоа е проширување на гасоводната мрежа, особено со гасификација на градската болница во Куманово, драстично го намалевме загадувањето, бидејќи начинот на стариот систем на грејење во градската болница со мазут беше најголемиот загадувач. Ние немаме тешки загадувачи во градот. Главното загадување во градот е прашината која што доаѓа од северната страна, тоест во близина на границата со Србија. Имаме неколку рудници и кога тие работат, евидентно е загадувањето од прашина во градот и кисели материи, и истото ни се случува и кога интензивно работат нашите каменоломи на локалитетот Краста, за кој што редовно правиме инспекцијски надзор, исто така и со инспекторатот за животна средина, и истото загадување е рапидно намалено. Плод даде и мерката за пошумување на голем број на локации во градот, и ние не се откажуваме од долгорочните мерки. Како општина сме една од ретките општини што дава субвенции за клима уреди по принципот прв пријавен, прв услужен. Ќе продолжиме и следната година со таа мерка, и секако конечното решение до свеста на граѓаните да не користат се и се што за огрев во зимскиот период. Се справуваме интензивно и со оние времени загадувачи кои што опоражуваат гуми и други недозволиви материи на различни локации. Во соработка со МВР ги лоцираме таквите лица и со нашите инспекцијски служби поведуваме постапки против истите. Но во овој момент мислам дека квалитетот на воздухот во Куманово е на едно задоволително ниво, што не беше случај некаде пред 6 години, што се потврдува дека кога спроведувате долгорочни мерки и со еден проблем се борите, со години можете истиот и да го решите. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во текот на изминатиот викенд на граничниот премин Табановце во државата влегле вкупно 36.316 македонски државјани, додека излез од државата оствариле 6.892 македонски државјани. Во истиот период граничниот премин го искористиле и странски државјани, при што влез во нашата држава оствариле 16.084 лица, а излез 7.720 лица. Од страна на МВР се преземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници. Се разбира со спроведување на задолжителни гранични проверки, стои во соопштението.
Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера полициски службеници лишиле од слобода 71 годишен жител на село Старо Нагоричане. Според СВР Куманово, при контрола и преглед во неговиот импровизиран продажен објект во селото Старо Нагоричане биле пронајдени над 2000 парчиња пиротехнички средства. Тој е приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Општинскиот совет за превенција на детско престапништво при општина Куманово и одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово деновиве во средното техничко училиште Наце Буѓуни организираа полагање на тестови за Б категорија за ученици со наполнети 17 години. На тестирањето беа пријавени 80 кандидати. Проектот е поддржан од повеќе автошколи кои доделија 27 вредносни ваучери за најуспешните средношколци и идните возачи од категорија Б. Целта на овие проектни активности е да се мотивираат младите за обука на возачи, да се информираат за безбедноста во сообраќајот, условите и дополнителните ризици кои би им користеле во текот на обуката и процесот до добивање на возачка дозвола. Од 1 јануари цената на струјата ќе биде повисока за 2,45% во првиот блок, за 2,87% во вториот блок, за 3,32% во третиот и за 3,84% во четвртиот блок, додека ефтината тарифа ќе се покачи за 2,5%. Податоците на комисијата покажуваат дека мнозинството од потрошувачите, односно 64% се наоѓаат во првиот блок, додека речиси 21% влегуваат во вториот блок на потрошувачка.